Ниедна мајка не треба да го закопа својот син. Казната е толкава колку што е предвидел законот. Значи, за жал, во Македонија, или не знам, во другите земји, нема поголема казна за лица до 20 години. Меѓутоа, за нас како родители, за мене лично, и 1000 години да беше казната, односно, нема земски суд што би можел да определи вистинска казна за ова дело. Не можам да кажам дека не сум задоволен, како што има шпекулации во јавноста дека во Македонија воопшто нели, луѓето зборат дека нема воопшто правда. Од ова видовме дека колку толку правдата, една капка во море, може да биде задоволена, и се надевам дека некој повисок суд нема воопшто, нема да е преиначи, него ќе остане истата. Тоа е. Господине Саздовски, сте се сретнали ли со родителите на обвинетите? Со родителите овдека, нели, на судењава, ја би им кажал, што да им кажам? Само ќе им порачам да го најдат, односно да го кажат и третиот осомничен, кој е во бегство, бидејќи тие сигурен сум дека знаат кај се наоѓа. Да го кажат и нивните деца да не дозволат сами да останат во затвор, него како нивни соучесник и тој да сноси дел од вината за тоа што го направил. За Никола повеќе нема враќање. Тоа е, тие сите што го знаеа, а го знаеа многу луѓе, не беше насилник, не беше, сакаше да другарува со сите. Тоа е тоа. Најавивте дека нематеријалната штета ќе дадете во добротворници, или за каква цел единствено? Нематеријалната штета, доколку некогаш се наплати во било која форма, да, ќе биде донирана на начин во хуманитарни цели. Пред се, сакам да кажам овде јавно, другарите, пријателите, роднините, односно братучедите на Никола, што беа организираа минатата година еден турнир кој се одржува во село Ракотинци на ден успетие на Пресвета Богородица на 28 август. Тој турнир во мал фудбал се надеваме дека ќе биде традиционален, за сеќавање на него и за сеќавање на сите други кои се така насилно им е одземен животот. Парите ќе бидат насочени во таа насока и нормално во некој друг дел на некоја хуманитарна помош каде што некому би била потребна, доколку сме во можност да излеземе во пресрет на тоа. И ќе бидат, значи, едноставно да има сеќавање за вакви работи повеќе да не се случуваат во Македонија.